Во ситуација кога во државата сите си влечат на своја страна без да има некаков канализиран ред кој, кога и како и што прави, неминовно едни да се чувствуваат за жртви, други да се профитери, трети избунети и затечени дека ништо не можат да направат. Таквата своевидна анархија се подраматично ги подјадува темелите на државата, која се повеќе им бега од рацете на работниците или обичните граѓани, а ја грабаат разноразни политички, етнички и бизнис профитери кои буквално прават чуда. Примери има на секој чекор, сите ги гледаат и пак како никој да не е моќен нешто да промени или уште помалку да подобри. Хаос е во стопанството поради кризни состојби од повеќе аспекти. Хаос е во трговијата и потрошувачката, каде секојдневно се случуваат ценовни експлозии. Хаос е во платите во јавната администрација, каде едни од други земаат двојно повисоки плати, без реални критериуми. Хаос е со пензиите, каде тие што имаат мали пензии добиваат најмало покачување, додека другите што се луксузираат со пензионерските пари добиваат уште повеќе. Хаос е и во ловството, каде не се знае кој ловишта чии се, кој концесионер се грижи за дивечот, а кој го истребува и профитира. Не е хаос само во локалните медиуми, бидејќи тие се целосно изолирани од буџетските средства, како во поворката парите не се проблем, пари нема. А во име на некаква слобода и независно новинарство. Но за да царува глупоста пред разумот на граѓаните, здруженијата, институциите, политичарите и власта, медиумите им се и тоа како потребни. Неслучајно ги бараат за настани, за претрпени штети или пак за успеси, за изјави, за себе промовирање, за испраќање пораки до пошироката јавност, и во делници, и во празници. А медиумските работници, јадни и поделени, се однесуваат како оној безнадежниот со кубурата за не дај Боже. Ама така е кога оваа држава пуштила во новинарството да може да се занимава секој, и учен и недоучен, и писмен и неписмен, и да е вработен на едно, а да новинарствува на друго место. А од друга страна, меур од сапуница го креирале јавното мислење.